Никад си имаш уште малку. Не знам више. Браво, добро ти Сакаш да оди. ми кажеш кој од Македонија екипа? Фудбалски клуб од Македонија што има такво дерби као што не памти. Кај го најде Иве, ајде. И уште една нога и те испраќам. Ова морам да го трефнам се. К за неповрат. Поздрав Никад. ФК Драгоманце, пријателе. Браве, значи ова такво Google дерби- не го наоѓа бе. Такво дерби има ФК Драгоманце одиграно што не памти историјата на македонски. Бател, ова сега не е фудбал, има шампион, нема лига на шампион. Сега Тончи пушти му едно дерби на ФК Драгоманце, какво што досега нити сме имале можност да го видиме Баш, тоа е. повторно, ниту пак ќе може да го видиме. Еден таков трилер надпревар против ФК Скачковце. Чекај да видиме. Фото финиш што тепаат вика ова. Никад 3-2, ти оставам да прочиташ стрелци на головите, суди и повредени. За да видиш со сите салтанати. Извештајот. ФК Драгоманце, ФК Скачковце, 3-2, стрелци, Драге Врба, Перо Магаре, Маријанчо Мајмун, Келча с догучку косу и Роби Зубле. Сега Овој Келча важно. с догучку косу, овој го осеќам дека е задни везни. Судие, Живко Арбанашки и Славе Продавач. Така е. Тоа се Арбитражни главни. миња и повредени, 2 ударени с лопату, еден с преживе. флашу ударен, еден уапан од куче, изгазена мачка на Мирка Лопова. Така, и нема потврда дали се преживеани. Да им се губи трага од тоа. Како трага. Али ја мислам дека само една екипа има славено веројатно победа или нешто како што славело Драгоманцето. Па ја остарев, не знам за тебе. Остарев дека... Па која земале предходната не сме биле ни родени ни ја ни ти, ама им се посреќи после 30-31 година, веројатно сите више знаат, збориме за Ливерпул збориме. Ливерпул ја доби најзаслужената титула, никад некој не дочека. Некои, како што кажавме, не беа родени, некои и остареа. Некој дури и Лестер успеа пред нив да земе. Чекај, зашто? А овие не стигна уште се порадуваат на титулата, гледавише какви зафраканци им прават. Не, Вика Лампард освоил повеќе премиер лиги за Ливерпул од Стивен Джерард. Дали е вредно бе ова да па греота се човече, Лампард да им помогне во титулата. А Джерард не Сиромов таква 20 легенда години, како 20 години играше ти таму и речи. али добро се за не ни се наљутат ливерпулците, да бидеме искрени, не им ја освои Лампард, ја освоја Самира Шамара све уште живо. на полусезон. 200 бода предност, едина неправда што ја мислам дека Джерард у кариера никогаш не ја дигна титулата, а сега ќе ја дигне Хендерсон. Мислам, добро, свака част на Хендерсон, ама не фудбалот е може тоа, Хендерсон пријателе. иста реченица со Джерард, па тоа ти е. Има и верувам многу и кај нас што се израдува бидејќи Еден од љубители на Ливерпул. еден од најголемите кој што знаеш дека го отвараме од зафркавање 15 години уназад, нашиот другар и колега Чаловски што не угости емисија и ја мислам више дека е редно му го пуштиме видеото. Редно е, заслужено. Ево го, Чалош. Завршува Челси и Сити, си доаѓаш тука, пред иконите, дел од нив, си се молиш и викаш, тоа е. 30 години, број до сега не може да не заебават, не може да се фатат ни за кот. Види. Браво за Ливерпул, браво за Ова никад Чаловски. нека биде потик за сите оние страстни навивачи и љубители на спортот. Може да ни испраќаат секакви несекојдневни видеа, врзани фотографии со светот на фудбалот, на спортот. Нешто ќе бидат што ги прави удостоени. необични, Така е. а инаку на Чаловски секоја му чест машки ги истрпе сите зафрканци на негова сметка предходниве 10-15 години, заслужи да ужива сезонава и они сите навијачи на Ливерпул. Верувам долго ќе А се ужива. надам ќе ми се врати и мене со Лацио. А иначе Ќе се врати. кога сме кај легендите што нема да дигнат трофеј сезонава, сега ќе ти кажам една легенда што сезонава од трофеј може само кригла пиво или овал со јагнешко да Можам дигне. да намирисам.
Тоа е Л Меси. Добро, знаеш, намерно гаѓаш кај што најмногу боли, така? Намерно. Сакаш да ми кажеш после се што се случува у Ла Лига, и не, ти не си човек, ти не си човек. дека овие Бе, види варот- што им прават, бе, брат, дека виде бе варот им џабе и служи- вариме, за ништо не им служи. Африка Него- болje да си го врати, да си го поземат варот. Мислиш се ако варот го шатган. кажеш 5 пати гласно дека ќе испадне ка варот Не кривчо само вар, Барселона бе. не знае. Па виде што им се деси со Атлетико. Тончи, ево им се деси со Атлетико. Еве ти еден јасен показател, кој е викан тајмаутот. Атлетико види ги сите у заедништво тука, овие секој Овие само држава што за завршија. себе. Секој држава за себе, никој Едва не знае чекаат да се кај вратат удара. на терен. Не, броени му се деновите на се тие, не ми се допаѓа неговата филозофија на игра и тактиките што ги вади од Зидан- рукав, ги фрла. И Зидан со ќе Реал изгуба функционира титулата, како комбајн. Иде и све гази, а Барселона со Сетиен не функционира. Но има Тоа уште е тоа. 5 кола да се игра, така да не се предава. Слејо, јас у CV што имам, тоа значи ретки луѓе имаат. Не се сомневам. Мене што може да ми се деси, тоа не може да му се деси на никој. Случка од пред 15 на години. Јас, така безгрижен и глуп, убеден дека сум Предраг Стојаковиќ, се шутирам И на кош, денес си убеден, брат. али не сум безгрижен и глуп. Убеден дека сум Стојаковиќ, се шутирам на кош и излегува девојка позади мене и ми вика да свртиме баскет 1-1. И ја ја гледам, викам, ајде. Да, и уште викам, кладба да ставиме, у што сакаш, у сок, викам, ова ќе биде еден од полесно заработените сокови у животот. Викам, да шутираш за топка, не мора, твоја прва. Јас идам и сега првото полагање на второ, обраш со контра, рука, викам, ако успее да ми дае 2 поена, и знаеш што ќе се деси? Останав на едниот, 11-1 изгубил. Не ме зафркавај. 11-1. Си изгубил од девојче, сакаш баскету, мало ми се правиш праер, дај со чао, дај да удриме не е тоа клад. девојче, тоа и у моментот изгледаше како девојче дека не почна да игра кошарка. Ја видов дека тоа е скриен Лери Бирд у неа, брат. Сега веројатно ти станува појасно за кого ти зборам. Не можам да предпоставам, брат, ти дека си играл кошарка со девојче и која Ќе ти може да е откријам, таа. ти зборувам за Јелена Антич. Сега ми е јасно. Здраво. Браво, вакви добре поздрав. дојде. Спортскиот. Прво те прашам дали се сеќаваш ти на оваа случај. Или толку не Дека имаш сум те победила, да, ама дека тоа си бил ти, не. изгледа толку жртви онака не има со кладби изутепано на малски баскет, што више после 170 не ни броиш. На после. 173 ми се чини. Пази, баш кај една банана која ми лупна, ти лупна по топката, а ми лупна по душа, така да. Ден денес се осеќа. Такви работи не се забораваат. Знам дека моментално проаѓаш низ еден процес, залечуваш повреда, и тоа повреда која што прилично долго време те одвои од терените. Како тече целиот процес? Можеш ли да предвидиш веќе некое време кога би можело оптимално да се вратиш на паркетите? Па јас веќе дадов една изјава дека се надевам дека во ноември ќе бидам вратена. Тоа е лична желба затоа што дамна не сум играла за репрезентација и тоа е секако за секој спортист еден достиж кој поготово квалификации кога се нели се игра на едно високо ниво, ние сме во група со Германија, со Латвија и со Хрватска. Така да се надевам дека ќе бидам присутна да им помогнам на моите соиграчи, а исто така мислам дека тоа ќе биде шанса за мене да продолжам нели сезоната. Така, моментално до повредата, каде беше Јелена Антич, што правеше и колку е задоволна од досега оствареното? Во Белгија беше последниот ангажман. Да, таму бев 2 или 3 месеци, едноставно коленото не можеше да го истрпи целиот притисок. Подолго време нели да си ја влечам повредата и се некако се враќам, па терапии, па играм, па терапии. Едноставно реков нема потреба више телото да си го трпи овие болки толку долго, затоа што тоа преоѓа нели во хронична болка, како што и се случи. И ставив стоп и решив да се вратам и нели барав со одветен доктор и физиотерапевт кој ќе може да ми открие што се случува со нога, зашто 3 години иди ваму, иди таму, Турција, Грција, Србија, многу земји прошетав. Едноставно беше неверојатно дека никој не знаеше да ми каже што ми се случува со ногата. Започнав една да кажам проста повреда у смисла веќе станата една рутина, нели преден крстен лигамент, ке мене се искомплицира ситуацијата. Веќе тоа е спортот, тоа е животот. Сега сум јас, да кажам, на добар почеток и се надам добар крај на целава проблематика.
Кај нас општо кошарката се соочува со многу предизвици и машката, особено после Литванија, меѓутоа и женската. Каде го ја гледаш причината зашто женската кошарка кај нас стагнира, она шетање меѓу дивизии, порази кои што не се пријатни и убедливи, дали е тоа до тренерите, до немањето доволно женски играчи, не да работата каска? Па све е тоа што наброја, значи не може да се... Како изгледа ова да го гледаш од прво лице? Искрено тешко е, затоа што еве утре кога завршам со кариера, можеби сакам да се вратам во својот роден град, да завршам таа една година, значи мојата кариера, а нема каде моментално. Не е една причина, значи тоа се финанси, прво пари нема. Мислам вајде во машкиот спорт е некако и да кажам подобра. Кога ги испоредиме, да. Нема пари, нема услови. Тренерите мислам дека не се доволно едуцирани. Сега не можам да зборам, јас сум пак надвор од државата веќе долго. Но сепак си доволно искуството што го имаш од надвор каде се имаш настапувано е доволно за да кажеш некој совет. Точно. Кажа ти нема доволно женски кошаркарки. Значи ке нас моментално број 1 спорт е ракометот. Зашто е број 1 ракометот? Затоа што Вардар, нели, имаше големи успеси, има финанси, има некој начин да привлече публика и нормално мало дете ќе види, ќе гледа утакмица, тоа ќе го привлече. Кај нас што? Прво немаме ни успеси, немаме ни кампови, нема ивенти некои да се случат за да се привлече публиката, нели, и тие девојчиња. Не знам, јас сега малце се влегувам во друга страна на спортот, дел сум од еден проект на FIBA што Time Out 2. Time Out 2. Исто така и ќе бидам тренер, не знам дали сте знаете за ова во еден проект исто што федерација ми предложи. Со девојчиња помали, тоа до 14 до 12 години. Да. И тоа ми е една шанса да вратам на спортот, за све тоа што мене ми го дал и се надевам дека ќе успеам бар на тие девојчиња да ми ја покажам убавината на овој спорт, да им ја ставам љубовта што јас ја имам, меѓутоа тоа не се прави така, не можам на некој да ставам љубов. Јас сум се родила со тоа. Татко ми е... можеш да му земеш, со сила му дадеш, не можеш. Не, баш така. Тоа ако во себе го немаш ти да гледаш утакмица некој, леле сакам да те влече. Еве на кошевите си ме видел сам така. Не да те видов. Јубаво те памти. Па тоа сакам да ти кажам, ама ке мене во Ново Лисиче живеам. Особено по кошевите. Да, а особено си тргна баш да кажеш и од кошаркарска фамилија си. И татко ти беше кошаркар, знаеме дека и со Перо си фамилиарно поврзана и со брат. Не си? Не сум. Тоа сакав и да ве прашам дека Антич презимето ете асоциран или со Перо не сте во никаква... Не, само сме пријатели. Ништо повеќе. Затоа што мене некој ми каже кога сте со Перо, некој е трето, четврто колено, значи или сакал да ме намести за емисијава, или јас сум го лажела дека сме фамилија, што знам да се пошегува, ама некои луѓе си го сваќаат сега. За да се фали Перо дека си му вратучет. Кога ќе ти се отвори патот да се посветиш на тренерската работа. Доколку имаш можност да бираш дали да останеш во Македонија, да ја популаризираш кошарката, баш да ги надокнадиме сите овие недостатоци сега што ги зборевме, или ако во странство можеби ти бидат понудени подобри услови, бидејќи знаеме, еве и сама си сведок како се работи во држави како Белгија, како Шведска, беше и во Америка. Што би превагнало кај тебе? Што би направил ти кога би добил услови во друга земја со подобри финанси и подобри услови, повеќе да те почитуваат и... Така се наметнува одговор. Мислам, не сакам сега да звучам како... Не сум заинтересирана да помогнам, тоа во никој случај, мислам, јас сум родена тука, јас сум патриота и би било незахвално од моја страна да кажам дека не сакам да имам ништо во врска со оваа држава, не е тоа така. Но секако, не знам, ако размислуваме за иднината, мислам не само за мене, утре фамилија ќе имам и моите деца, нормално треба да го гледаме доброто, не само за мене, туку и за нив. Ако во Македонија успее да се сменат некои работи, јас секако би била вклучена да помогнам, нели, дали во федерација и во, не знам, во било што е, мислам, јас се гледам себе си во спортот, секако, би помогнала, но да зборам за иднина што ќе се случи, како ќе се случи, не знам, но мислам, сами размислете си и вас да ви се понуди, не знам, многу јасно. Подобра работа. Кога ќе ги видиш сите оние услови што ги нудат, нема дилема така, за одговорот, нели, не можеби
некој погрешно ќе го свати, Се надевам дека не. Мислам дека луѓето малци бидејќи кај нас темелно е проблемот, треба и уште образовниот систем да се вметне и кошарката и сите останати спортови, па дури тогаш да разговараме за успеси и да се привлекуваат бидејќи на прсти се бројат имињата на кошаркарки кои успеале Така е, во Македонија. На самиот почеток и на кариерата имаше можност да играш и на коледж во Америка. Од машки кошаркари кои што биле таму, затоа што првпат имам можност да зборувам со кошаркарка која што го видел американскиот тој систем подготвителен, дека доаѓаат многу поподготвени после тука во Европа. Што е тоа што го прави американскиот начин на тренирање на подготовка поспецифичен? Па добро, Америка генерално, дали NBA или коледж, они се, усвари животот генерално, они се многу работници. Они работат до 50-60 години и после тоа уживаат. Европа или Балкан да кажам, повеќе цела младост ужива и си, нели, ние знаеме да го живееме животот. Секој ден ти Кафенце, ракијче, салатче, мислам, што јас сум за тоа, јас за тоа и се вратив од Америка. Меѓутоа на коледж се работи како во војска. Значи, добиваш распоред месец дена унапред, почнуваш од 6 сат, поготово тој припремен период од 8 недели мислам, кошмар. Боже сачувај. Буквално се будиме во 5 са бајле, 5:30 веќе тргнуваш, пешачиш до теретаната, од 6 сат почнува тоа загревање малце, мислам, загревање малце, све што се да не ви кажувам детали. И после тоа идеме на стадион, оној рагби стадион, оние што се, мислам, знае да се прателе фудбалски, амерички фудбал. И тука имаме кондициони тренинзи, мислам, да сними некој од Европа што се прави таму, мислам дека во несет би паднал, буквално. И ние спремаат кина да ја покорите, а не за коледж кошарка. Значи, уште е мрак. Ние кога завршуваме со тренингот се разденува. Тоа се спринтеви, трчање по скали, мислам на крајот целиот тој кондиционен тренер доле што е на тревата. Последното е истрчување на целиот стадион по скали. И за све имаме време. Значи ти секоја недела уствари треба да си го победи своето време. И сега ја прв пат кога отидов таму, знаеш, фрешмен, да се докажеш, ја првиот ден спринт, све прва. И втор ден, чекај, не можеш да го победиш, трет ден паѓаш, знаеш, са формата треба полека да се надградува. Јас одгоре вака надоле. Се одеднашка. Да, и кога се враќав тука да играм европски првенства, стварно бев многу спремна. Мислам, се осеќав као Леброн Джеймс, буквално. Тука добар дел од кариерата ја помина и во Партизан, а Партизан е ДНК-та на пријателот. Од кој 2013 освоивте титула без пораз. Така, за времето во Партизан. И работеше со Марина Мајковиќ, која што е можеби најдобриот женски тренер европски моментално. Па толку доволно, Марина Мајковиќ. Мислам, имавме добри играчи, тоа беше уствари еден државен проект. Милица беше тогаш во Партизан. Државен проект беше, многу репрезентативки и моментално што се пензионира, беа дел од таа екипа. Марина Мајковиќ, мислам, не знам и татко и Божидар Мајковиќ, дали го да знаете. Да, 4 евролиги има освоено, европско првенство. И тоа е на начин на војска. Значи, јас од коледж се вратив и реков, човече, ми треба, значи, малце да искулирамо некој клуб кај што ќе тренира, ама не да му убива. И ми доаѓа понуда од Партизан и сите со кој да зборев, немој кај Мајковиќ, многу се тренира. Ја викам, луѓе, поише од коледж не може да се тренира. И отидов таму. Тоа е тој систем. Исти. Тој систем, многу трчање, пресинг из цел терен, што ги збунуваше екипите, многу бевме спремни физички. Првата си засега единствена македонска кошаркарка која што има настапувано во Евролигата. Колку е технички, тактички, физички захтевно ова надпреварување и мислиш дека наскоро би можела некоја твоја соборка од Македонија да ги повтори истите успеси? Играње Евролига и домашно првенство, јас кога бев во Полска, е многу захтевно. И затоа ми се случи, јас мислам дека оваа повреда од премногу оптеретување, можда недоволни рекавери после утакмиците и опоравување, извинете, сега јас малце кога мешам вака со многу јазици. Полиглоти сме. Да. Мислам јас. И ти да. Ти ме разбра. Захтевно е многу, ама интересно е. Мислам, мене првата утакмица ми се случи да играм против Екатеринбург, тим во Русија, каде што игра, да не кажам, можда 5 WNBA играчици, најдобрите зборот NBA играчици.
и останатите се, да не кажам, недобрите играчици во Европа. Самиот доживле, значи отварањето на таа утакмица, нивното истрчување на терен, таа Бритни Грајнер, сега не знам, Дијана Таураси, легенда како Коби Брајант што е во машката, Дијана Таураси во женската кошарка. Нејзиното истрчување, само да тоа е Самото присуство тука што ја гледаш. Е доживување што е непроценливо и се надевам дека како што кажа некоја моја соиграчица од Македонија, од репрезентација или не знам, ќе доживее да го осети тоа. Меѓутоа на терен кога ќе искочиме сите сме еднакви. Ова ти се 5 утакмици, ова се некои понудени типови, па сега ти... Тоа е англиска премиер лига и двата тима се борат за оние позиции кои им носат привилегија да бидат дел од европските надпреварувања, се уште немаат официјално заверено место. Така да е интересен и тоа и дерби надпревар. Јас ќе одам со Арсенал во тепа, зашто тој клуб не го знам. Браво. Крале. Добар коефициент. Никац? Јас мислам дека ова е чист икс. А и јас ќе ја послушам Јелена, ќе играм двојка за Арсенал. Добро. Лацио Милан. Лацио се бори за титула, Милан се бори да излезе некаде, После сам не знае Партизан, каде. Никац Лацио му е... Баш кога гледа Лацио како звучи возвишено, види го тие А и боеве се поубави на. Да, светло-плаво, па горе, орело римски. А че ова 0-2 значи дека да. Од 0 до 2 гола дека Да. има, не повеќе. Не па ете идам. Тоа. И еден чист кец. Јас оваа X ке не реши. Добро. Ова исто сме кај италијанците, Наполи, Рома се борат за Европа и едниве и другиве. Малце играат килаво, ама знаат и да пуштат газ и да одиграат луда утакмица. Имаме наш репрезентативец во Наполи или Филмаш, X. а Икс. не решено. Јас мислам ова ГГ 4+. Ау, пријателе, јас само ГГ ќе играм. Само ГГ. Добро. Двете екипи нека дадат голови. Многу различни 4. мислења има. Да. Вилјареал Барселона, наслаган екипата Барселона. Барса веќе 3 утакмици не знае за победа. Реал титулата веројатно полека ќе ги ја земе губи. Реал. Реал се одлепи А Вилјареал? малку. Вилјареал се Вилјареал. бори за Лига на шампиони. Мала екипа, ама многу Амбициозна. тимски играат. А X. Добро, јас идам ГГ 3+. Двојка и 3+. Добар. И ова е последната, еве ти, руска утакмица, Краснодар Зенит. Секогаш убацувам една малца понесе кој дневна, така да паричката тебе ти се падна кај Краснодар и кај Зенит. А морам јас прва да кажам? Па да, Джентлменски ми е тоа ставано. или чекаш ти на нас па да видиш. Па стварно не знам. Дај за едно да погодам, Многу кажи. е тешка. Кажете вие па да кажам и јас мислам исто како вас. Добро, јас пошто Краснодар е добар дома, иако Зенит ќе брка, јас ова X би ја играл. Јас од 2 до 4 гола, еве, нема тука опција, ама од 2 до 4 гола нека има. Ако погодам ќе добијам ли некој денар, мислам, ја по ова гледам исто. Па тоа ти е моментално вториот најдобар тип. Види, ако ги фатиш до сега вака како што играше смело и сигурно не ти бега врвот во нашата табела на гостување која следиме. X. X чист. Добро. Од 2 до 4. Добро. Јас најдов една многу интересна слика и сакам да ја искоментираш како е дојдено до оваа ситуација, ама да ми ја објасниш според хумани протоколи, пошто сликава не изгледа баш хумано. Тонче, Може, пушти ја. Тонче. Мислам дека знам која слика се работи. Како е Знаеш. дојдено до ова? Јас тука сочувствувам со ова девојче. Уличниот американски баскет, значи целосно ја трансформира. Чекај, остаја нека објасниш жити све. Ова ме научи. Што кога бев млада, мојот прв тренер тука во Скопје Свето, и уствари она треба да изреагира да се сврти кога сум додала пас, меѓутоа она не изреагира. Не знаеш што, А што се да, не знаеш што се случува. случува. А секоја утакмица против оваа екипа што игравме, ми игра фластер, значи тоа е да те закачка цела утакмица. Не се двои од тебе. Значи ме влече, ме тепа, зашто знае дека тоа ме вади од так. Сега можеше нешто да се направи. Што да ви Сега, кажам. затоа нека седи вака веко вечер на уваго. После ова До крај на кариера. следуваше баскетот под мајца и нешто. И онака да ја удриш па да ти излета од оваа Да, страна. помалце да го пореметиш центарот за рамнотежа. Не изреагира. Искрено не изреагира, ама драго ми е дека успел некој да ја фати сликава. Сама кажа Коби Брајант дека ти бил еден од примерите. Како го доживеа моментот кога објавија дека Коби Брајант
отиде, дека човекот загине? Искрено многу тешко. Значи да мислам некој да каже дека човек нити го знаеме, нити сум се видела со некога. љубители на кошарка, Да, го доживаа стварно кога да ми е некој најблизок пријател и емотивно многу баш кога слушав, не ми се веруваше, почнав да барам, викам немогуче ова да се случило. Тоа е на жалост животот кога најмалку се очекуваме некои работи да се случуваат, што е на можда pouка за сите нас дека животот денес сме тука, утре не сме и дека стварно треба да го живееме to the fullest, што би се рекло, ден за ден. Така е. Ние нашите гости ги испраќаме со еден свечен чин, а тоа е свечениот чин каде ти треба сега тука да ми потпишеш еден убав автограм. Јас 2 дена барав слика, мислам не значи тоа дека 2 дена сум ти ги гледал сликите сега ја Си тебе. ги гледала ти на социјални мрежи, на Инстаграм и да. Тоа треба да се најде тука во овој амбиент, така да повели Јелена удостоиме. И ова ќе остане тука, нема да си ја земеш. А се треба нов Нов маркер? маркер, не се гледа. Сам маркерот е крив, сам Е, па маркерот. сега. Јелена, фала ти уште еднашка и се надам дека следниот разговор ќе го имаме кога веќе ќе бидеш во фул надпреварувачки ритам и И ќе не израдува со некој позитивни трофеј резултати во репрезентација, нешто што сите би не направило нели многу посред. Така, се надам исто и мене. Благодарам што ме викнавте да бидам дел од вашата емисија и се гледаме наскоро, дали на кош или не знам. на кош. Го видели ти другарот Иџе? Не знам, не пратам што е кец, што е двојка. Роден шампион е тоа. Еј, Роден шампион. Јас мислам за да не нагаѓаат луѓе во што збориме Иџе, Тончи, што давај табелата. Гледај го ова. Иџе не знае, успеа да погоди 4 од 5 Иџе не знае утакмици. што е кец, ама знае што е да е на врвот. И Значи види го и тоа со дупло, со малтене дупло повеќе, тоест повеќе од дупло од вториот Васов. Само еден промашај. 4 од 5 утакмици. Туку јас и ти некад ќе ги надминеме ли нашите просеци од 2 погодени. Ти давам фора, пријател, да стигнеш, да пробаш да парираш. Видиме, не можам. Ти види го Иџе за едно типување лапа 15 коефициент и 6 емисии. Не, па ја ќе ти кажам што фатив. Го фатив Лацио, Кец и 3+, и го фатив Манчестер Юнајтед 3+ обичен. Ти што фати? Ке ти кажам ја ти што фати. Го фати Турското Башак дерби. Шехир X го фати Така е. и го фати Манчестер Юнајтед. со тие твоите типови 2 и 2/4. Фино, лепо, доволно за 8,77 коефициент. Прашањето од минатото коло што ни беше поставено за нашинецот што прослави гол со гаќа врз глава свртена кај публика. Се работи за Марио Ѓуровски, Перица Гиевски го погоди, тоа баш убаво ја опиша ситуацијата, а ние за него пишуваме, видите сами за што се работи. Ево, тоа легендарно Со прославување гаќите на глава, свртена кај публика, Црвен, им мислам, прави си митролес. лапна тука, Да, го доби испратија. црвен картон, тренерот Јокановиќ. Погледни колку се радуваат, посебно понежната половина присутна. на Екзалтирани. трибината. Погледни! Една нова мозгалица јас ке им задавам. Ајде. Еве, чисто малце да смениме и спортот. На колку години Мухамед Али почна да тренира бокс и зошто? Зошто бокс, а не фудбал и кошарка? А додека ја мозгата, мозгалицата на Славио за Мухамед Али, не заборавајте што вика прочуениот англиски фудбалер и мислител Сколс Пол, кој што кажува летото е право време за ладно пиво и Арсенал досвои титула на PlayStation.